Почитувани гледачи на Автомагазин, добар ден и срдечно добре дојде во новата 20-та сезона на емисијата. Како што налага традицијата, секогаш новата сезона ја започнуваме со една од најголемите саемски манифестации во светот на автомобилите. Дали е тоа Париз или Франкфурт. Оваа година е Франкфурт, 66-то издание на Франкфуртскиот мотор шоу, на кого ќе се представат, односно представени се голем број модели. Но, што е најважно за ова издание на Франкфурт? Автомобилската индустрија навлага во една сосема нова ера. Таа ера не е во однос на екологијата, бидејќи екологијата веќе силно се имплементира во сите агли на новите производи од производителите на автомобили. Новиот тренд е информатиката и поврзувањето. Поврзувањето на автомобилите не само со iPad-и или со умни телефони, туку и со глобални системи кои во голема мерка ќе ги олеснат употребувањата и на самите автомобили. Па затоа тука во Франкфурт голем дел од производителите покрај новите модели и подобрувањата на новите модели представија електронски солуции за паркирање, за изнаоѓање на полначи, на електрична енергија и така натаму. Но да не должиме многу. Навистина има многу новитети кои ќе се обидеме да ви ги прикажеме во голем дел во ова издание на Автомагазин. Па ја ве поканувам во следните 30 на минути да уживате. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа. За некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Mercedes-Benz. Always a better way. Да се создаде моќен мотор е како креирање на неодолив парфем. Се селектираат најдобрите состојки. Така, тој ќе ги поттикне твоите чувства, кои ќе ги паметиш до крајот на својот живот. Peugeot 308 со ефикасни мотори за 308 денари на ден. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа. За некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Mercedes-Benz. Тлото во Франкфурт есенва мораше да ја поднесе сета возбуда од појавувањето на новата серија 7. Не важеше за апсолутен новитет, бидејќи веќе неколку месеци ни е позната, но важеше за апсолутен фаворит меѓу посетителите кои ги интересира оваа класа возила. Тоа не треба да изненадува. BMW во развојот на новата серија 7 вложи голема умствена моќ да се надлудри најблискиот и најопасен конкурент, посебно во погледот на технологиите. Токму од таа област одговорните од марката даваат на љубопитните многу информации за новиот баварски цар, кој веќе е подготвен да го преземе престолот од S-класата на Мерцедес. Најнагласено што ќе го има новата серија 7 се системите за автоматско паркирање и контрола со гестикулација. Најважното сепак е телото од јаглеродни влакна, алуминиум и чели, кое заедно со новата генерација мотори ќе помогне да се заузда тежината и подобри динамиката на возењето. Според BMW, со употреба на напредните материјали, постигнато е намалување на тежината од 130 кг во однос на досегашната генерација, но и 300 кг во споредба со S-класата.
Новите редни 6-цилиндрични мотори се поекономични, ја имаат Twin Power турбо технологијата и се спарени со 8 степени степ проникнувачи. Стабилноста и комфорот во возењето се осигурени со воздушното ослонување, со самонивелирање и динамичка контрола на амортизацијата, а управливоста со најновиот интегрален активен систем за управување. Помош за сето тоа покрај другите помалку или повеќе познати електронски асистенти пристигнува и од електромеханичкиот динамички систем за стабилизација. Електрониката ќе биде присутна и во кабината како што е сега модата, а акцентот ќе биде ставен на технологиите за поврзување. Мини продолжува да расте и еволуира, овој пат во сегментот што на прв поглед се чини некомпатибилен со имиджот на марката, но и купувачите на Мини пораснаа, па сега се луѓе во своите посериозни години, кога повеќе се мисли на нешто друго, отколку на шетање од едно до друго кафуле. Токму за нив е и наменет новиот Clubman, карактерно различен од претходникот. Со повеќе простори, повеќе врати, најголемиот Мини во историјата на вистина сериозно сака да биде премиум Мини комби. Иако огромен дел од нас сметаат дека овие три збора не може да се најдат во истата реченица, британските мајстори на занаетот ги употребија во истото возило. Така, Мини Clubman е премиум мал автомобил со комби каросерија, кој иако познат од пред неколку месеци за прв пат во јавноста ги расшири сите своји 6 врати во салонот на Франкфурт. Не беше изненадување, но беше интересно да се разгледа како од возило долго 4,25 метри е создадено пријатно средство за патување, при што акцентот е составен повеќе на луѓето отколку на багажот. Можеби и затоа новиот Clubman располага со уникатни решенија, како што се споменатите 6 врати и исто толкавиот избор мотори со кои ќе се нуди. Половината од нив се дизели, исто толку се и бензинци, кои располагаат со максимални од 102 до 190 конски сили, па кому што му се бендисува. Ферари и се е кажано, посебно ако има уште некој збор плюс во името, како Спајдер, на пример. Токму таква беше франкфуртската премиера на марката од Маранело. Таа за најзначајниот есенски настан ја подготви топлес верзијата на 488 GTB. Глескајки во целиот свој сјај, отворената изведба на моделот што го наследи 458 Италија просто ги тераше посетителите да го замислат возењето на свеж воздух. Тоа на плюс 40 степени Целзиусови звучи идеално, но и сега, кога летните ноќи останаа зад нас, италијанскиот Спајдер ја задржува врелината во своето турбо V8 срце со 670 конски сили. Леснотијата со која тоа ги извлекува перформансите од лесната отворена каросерија ветува максимална забава, а токму така Ферари го опишува новиот 488 Спајдер. Бентли Бентайга пристигнува 3 години по контроверзниот концепт EXP9F, во кој јавноста го дочека на нож заради неговиот дизајн. За тоа време тој прерасна од грдо пајче во модерен теренец кој на сензационален начин го обележува влегувањето на луксузната британска марка во дивите води во сегментот на спортско корисни возила. И покрај тоа што Бентли уверува дека доста е работено на неговиот изглед, поголемиот дел од дизајнот на концептот е пренесен на серискиот модел со еден голем исклучок, предниот дел. Тој веќе не е така чуден, туку сосема во согласно со останатите модели на марката, елегантен и помалку офанзивен и надмен. Внатре Бентайга е типичен Бентли, супер луксузен со вистинско дрво, метални вметоци и рачно обработена кожа која покрива се.
4 или 5 раскошни седишта можат да се подесуваат од 22 насоки и имаат 6 програми за масажа, грејење и вентилација. Панорамскиот покрив по целата должина го осветлува интериерот, во кој одврната технологија доминира инфозападниот систем со 18 звучници со јачина од 1950 вати. Опциите за персонализација на возилото вклучуваат 90 нијанси на боја, 15 видови теписи, 7 типа на фурнир и неколку опции тркала со големина од 20 до 22 инчи. Бен Тајга ќе започне со редефинирање на луксузниот сектор на спортско корисните возила на почетокот на идната година. Неодамна Јагуар почна да се продава на македонскиот пазар, но еден од најголемите новитети во Франкфурт е токму овој Jaguar F-Pace. Е направен од виртуозот Јан Калам. Тој ја задржува вистинската форма, но и функција на секој Jaguar. Како што може да видите, предната страна е потполно маркантна и таа се придржува на основните постулати на компанијата. Но оваа прекрасна внатрешност крие извонредна технологија која е под телото на F-Pace. Имено, тука ќе имаме бензински, но и дизел мотори кои се поставени кои се поставени поназад, со што се добива извонредна стабилност на предната оска не само при поголеми брзини, туку и во експлоатација на теренот. Што се однесува до внатрешноста, сами можете да забележите дека Jaguar ја применува онаа филозофија која значи се за оваа марка. Токму така, основните постулати на Jaguar се извонредна дизајнираност и појава, но и голем простор и луксузна измоделираност на внатрешноста. Како што сами можете да видите, во внатрешноста има извонредно доволно простор, како во лимузините на Jaguar. Но под седиштата, односно под патничката кабина, е сместена технологија која извонредно ќе одговара на извонредно безбедно возење на асфалт, но и излети вон асфалтот. Така да, Jaguar во голема мерка ќе се спротистави на Porsche Cayenne и на другите модели кои се во премиум сегментот, но со голема важност и апостроф дека Jaguar се ослонува на својата сопствена технологија. Втората генерација на Tiguan ја чека голем предизвик. Треба да се спротистави на се поголемата конкуренција во сегментот, која доаѓа буквално од секаде. Затоа и Volkswagen го избра Франкфурт како место од каде новиот Tiguan ќе започне да ги убедува купувачите дека тој е вистинскиот избор, а се друго само негова алтернатива. Моментот што германците му го посветија ќе му оди од рака затоа што ордата посетители желни за нешто ново имаа можност да видат дека тој е поголем и попростран, а истовремено и полесен и поекономичен. Желбата на Volkswagen е да покаже дека новиот Tiguan не е само нова генерација на веќе постоечкиот модел, туку созреан автомобил кој ќе ги исполни и надмине борањата на купувачите. Освен изгледот, затоа ќе се погрижи за 77 мм зголеменото меѓуоскино растојание, како резултат на што комфорот во интериерот е значително подобрен. Tiguan ќе биде на располагање со дури 8 погонски единици, кои ќе ги задвижуваат предните или сите 4 тркала. Кога Lamborghini за салонот во Франкфурт најави дека подготвува мистериозно деби, мислите на најзакоравените зависници од италијанскиот бензин отидоа кон новиот хипермодел Centario, за кој се зборува веќе некое време.
Оние поумерените пак прогнозираа дека ќе биде отворена варијанта на Huracan, бидејќи поминаа 20 на месеци од представувањето на неговата купе верзија. И беа во право. Lamborghini Huracan Spider го имаше централното место на штандот на марката во Франкфурт, направен според формулата. Ако вие жешко симнете го покривот, механички е идентичен со купе донаторот и визуелно е ист со исклучокот на отворениот горен дел и карактерот му е таков. Поинаку и не може да биде, сепак зборуваме за Lamborghini. Не е Centario како што се надеваа луѓето, но во секој случај е супер автомобил достоен за почит кој зрачи со инспиративни емоции. Во Bugatti не може да мируваат. Кога нема што да произведуваат, прават реални копии на дигиталните автомобили. Наменет за фановите на PlayStation видеоиграта во исто време, Bugatti Vision Gran Turismo 8 во Франкфурт во живо. Го видовме, допревме и ќе кажеме дека изгледа толку воодушевувачки што ќе биде криминал францускиот производител да го остави да екзистираат само во дигиталниот свет. Виртуелен или не, Vision Gran Turismo сепак ќе не насочи кон новиот хиперавтомобил на марката Chiron. И редно беше, белосветскиот Jet Set веќе половина година е без било каква играчка од Bugatti, бидејќи Veyron абдицираше без да назначи наследник на тронот. А тој, кога ќе се појави идната пролет во Женева, ќе биде инспириран од богатата тркачка историја на марката. Но бидејќи живееме во 21. век, а Bugatti е познат по врвната технологија, малку ретро елементи се среќаваат кај концептот. Редењето на битовите и бајтовите, еден врз друг, не е лимитирано од никакви фактори, но сепак Vision Gran Turismo има реален изглед и секоја карактеристична дизајнерска линија е дефинирана од својата функција. Тоа само го подкрепува уверувањето дека неговото подготвување всушност беше само генерална проба за идните модели на марката. Некогаш работите се толку јасни што човек точно знае што треба да направи. Кросоверот Mazda Koreu е резултат на така чисто поставени работи на кои јапонскиот производител работи со години. Секако зборуваме за Kodo Soul Motion дизајнот и Skyactiv технологиите. Mazda не само што полека, но сигурно ја префрлува целата своја гама на нив, туку и ги користи како основа за нејзино проширување. За Koeru не е јасно каде би го сместили, сосема нов или замена на постоечки модел, бидејќи демензиски се сопаѓа со пред 3 години пензионираниот CX-7. Но, иако челниците на компанијата гласно тоа не го изговорија, на Koeru се гледа како на нов обид марката да си ги озеде она што и припаѓа. Дека не владеат само тие со Франкфурт, годинава на германците добро им покажа италијанците. Марката која некогаш рамо до рамо ја споредувавме со BMW, сега е далеко од траекторијата на продажните резултати на неговите модели, но и понатаму знае да направи нешто толку добро што ќе ги заседи. И тоа на домашно тло, како што стори Џулија, кон која толпи публика незапирливо се туркаа за да ја видат одблиску. Засега се уште позната само во своето суперспортско издание Quadrifoglio Verde, таа и заслужи такво внимание. Со изглед каков што само може да се сретне во најслатките соништа на мажите, новиот италијански седан е токму такво остварување. Вистина е дека никој не може да каже дали нешто недостига затоа што она што го има е во изобилство. Облините, например, обработени со острите линии кои го нагласуваат спортскиот карактер овозможен од 3-литарскиот твин турбо V6 мотор.
Настанат со помош на волшебниот допир на инженерите на Ферари, тој испорачува 510 конски сили доволни за цели 13 секунди да се победи BMW M4 на северниот јазол на Нурбургринг. Ке го победи и со максималните 307 км на час и забрзување до стотка за само 3,9 секунди, но и со цената од 79.000 евра. Во Франкфурт забележавме извонредно многу новитети, но оние кои се направени во Германија беа вистински магнет за новинарите и за публиката. Ова покрај мене е најновата генерација на Astra, автомобил кој треба да ја понесе продажбата на Opel не само во Европа. Што се однесува до неа? Таа е ставена на потполно нова основа, има нови димензии, дури има и многу повеќе простор во внатрешноста. Што се однесува до дизајнот, Astra има извонредно флуктуелен дизајн, особено на предниот дел, каде што е покрај препознатливите линии на Opel направени се извонредно модерни предни светла кои даваат сосема една друга перспектива на возачите на Opel. Се разбира дека Astra ќе биде дел од нашиот тест. Вие дури ја гледате оваа емисија, нашата екипа веќе се наоѓа на првите тест возења на Opel Astra, па така да за низините новитети и она што го носи поткаубата, но и ергономијата ќе видите во една од следните емисии на Автомагазин. Во 70 на 55 метри големиот монтажен павилјон на Ауди на платото среде Франкфуртското сајмиште цело време беше полно посетители, но гужвата не беше еднаква пред сите 33 возила. Главен протагонист беше електричниот e-tron Quattro, чија иднина веќе е известна. Ке започне да се произведува во 2018 година. Сите велат дека тоа ќе биде под ознаката Q6, модел во кого електричното возење треба да биде задоволство, а не компромис, заради што e-tron Quattro ќе има автономија од преку 500 км. При неговото конструирање е користено искуство во електричниот погон на спортскиот R8 e-tron. Погонскиот систем на секси спакуваниот концепт го сочинуваат 3 електромотори, еден на предната оска и 2 на задната. Аеродинамичните зафати кои може да се забележат на предниот дел по страните и назад придонесуваат за проток на воздухот околу автомобилот со коефициент на отпор од само 0,25. Официјално концептот на спортскиот теренец нуди и поглед кон идните електрични автомобили на Ауди. Должина на овој концепт е помеѓу онаа на Audi Q5 и Q7, а типичната кросоверска каросерија и купе кабина му даваат напреден динамичен изглед со очигледни влијанија на стилот на Марк Лихте. Интериерот нуди доволно простор за 4 лица, а литиум-ионските батерии со голем капацитет се сместени помеѓу оските и под просторот за патниците. Toyota изненади во Франкфурт не еднаш туку два пати. Првиот пат со покажувањето на новата верзија на субкомпактниот кросовер CHR, а вториот пат со изјавата дека ќе го произведува во не така далечна иднина. Дадена храбро од страна на првиот човек на компанијата Aikido Toyota. Купувачите во неговите зборови препознаа ветување дека малиот кросовер и ќе изгледа вака како што го гледаме. А тоа мора да признаеме би било на вистина храбро од страна на Toyota, која ретко кога се осмелува ваков радикален дизајн да истркала на улиците. Дали и ќе пристигне ваков каков што го гледаме, тешко е да поверуваме, но храбро се надеваме дека во зборовите на Aikido Toyota има повеќе од ветување. Новата генерација на Kia Optima веќе е во продажба во Соединетите Американски држави и Јужна Кореја, а првата дестинација на походот за освојување на Европа и беше Франкфурт.
Ново кај неа во споредба со американскиот и корејскиот модел се поспортските браници и малку различните задни светла, сега со LED импланти. Новата Optima ќе биде лансирана со 1,7 литарски дизел од 141 конска сила и 340 Нм со 6 степен мануелен или 7 степен DCT менувач, како и со 2-литарски бензинет со 163 конски сили со мануелен или автоматски менувач. На некои пазари ќе биде понудена и со 1,6 литарскиот бензински мотор, а се очекува и варијанта со хибриден погон, за која се знае дека просечно ќе троши 2,1 литри гориво или 13,5 киловати струја на 100 км. На почеток Kia Optima ќе се нуди само во седан изведба, а подоцна се очекува и како караван кој беше најавен со Sport Space концептот насаленот во Женева. Невообичаено за својот конзервативен пристап, Hyundai во Франкфурт имаше постава која претежно ги привлекуваше младите, оние со години и оние во срцето. Сепак, меѓу повеќето спортски новитети, еден беше сериозен, иако и тој исто така е наменет за помладите. Следејќи го примерот на својот помал брат Tucson, сега и Santa Fe го има истото лице. Редизајнираната надворешност која зрачи со поголема надменост отколку досега во чекор ја следи преработениот интериер. Тој одава типично чувство за зрелост на моделот, дополнето со изборот на опрема сега повеќе насочена кон порелаксирани возења. Затоа ќе се погрижат и новите поднонски единици. 2,4 литарскиот бензинет со 188 конски сили и двата дизели од 2 и 2,2 литри со 150 и 200 конски сили. Ако иднината е таква како што Мерцедес ја гледа, тогаш немаме ништо против. Концептот IAA е повеќе од интелигентен аеродинамичен автомобил, што всушност и значи неговата кратенка. Како автомобил тој е купе со 4 врати, навестувајќи ни дека можеби идниот CLS би изгледал вака. Како аеродинамичен автомобил, тој е светски рекордер со коефициент на отпорот на воздухот од 0,19, а како интелигентен аеродинамичен автомобил може да ја менува својата форма. Сепак, апострофот на студијата е ставен на можностите на уредувањето и концепирањето на внатрешноста со имплементирање на последните технолошки остварувања, како што е автономното возење. Доколку овој систем стане секојдневие во следните 2 децении, тогаш интериерот на возилата ќе попреми поинаков распоред и содржина со цел да ги задоволи потребите на патниците за комуникација, забава и релаксација за време на патувањето. Според должината од 504 см во регуларен мод, IAA концептот е голем колку CLS, но би било неблагодарно авангардниот му изглед да го превземе само со него. Силината доаѓа од неспецифициран бензински хибрид од 275 конски сили, иако Мерцедес IAA е јаве, уште долго ќе остане сон. Тешко дека патот до сериското производство ќе го помине бргу, ако воопшто го помине. Благородник не се станува по заслуга, туку по раѓање, а самото потекло е доволен доказ за благородните манири. Кога е во прашање кабриолет верзијата на S-класата, таа ги има и повеќе од доволно. И досега марката од Штутгарт во луксузната класа имаше отворени модели, но со 2 седишта. Сега новиот кабриолет ги има 4. Враќањето на Мерцедес во овој скап сегмент по 4,5 децении кажува за промената на расположението на купувачите широм светот. Елегантна, како и купето со платнениот покрив, како дополнителна вредност за кревање на имиджот на својот собственик, кабриолетот изведбата на S-класата нема да има тешка пазарна задача. Недостатокот на вистинска конкуренција воопшто не е битен и да ја има, таа ќе ја прегаси со својата содржина.
И димензиите како и изгледот се скоро идентични како кај купето, а погледот кон отворено небо ќе стане достапен за 20 на секунди при брзини до 60 км на час. Толку време му треба на трослојниот покрив да се спушти или подигне. Како и целото возило, и тоа е плод на педантна и сеопфатна работа на германските инженери. Надворешниот слој служи како бариера за водата од дождот да навлегува, а внатрешниот пак за акустичното оптимизирање на нивото на бучава. Од гамата мотори која ќе биде наследена од купето, на располагање на почеток на продажбата ќе бидат два: 4,7 литарскиот турбо со 455 конски сили за S500 и 5,5 литарскиот бит турбо со 585 конски сили за AMG S63. Се разбира дека немавме доволно време да ви ги прикажеме сите новитети прикажани во Франкфурт во овие 30 на минути, но затоа следната емисија секако ќе одвоиме уште време за новитетите од Франкфурт. Јас ве поздравувам, ви посакувам се најубаво и се гледаме во следното издание на Автомагазин. До гледање.